35 години од кога сојузничките војски влегоа во логорот и ги спасија последните 800 изнемоштени логораши. 800 од вкупно 560.000 што минаа низ овој пекол. И по толку години Мајданек изгледа стравотно. Човека го обзема необично, морничаво чувство. Чувство што е и страв, и жал, но најмногу револт. Историјата забележала многу мрачни појави на масовни зверски постапки. Но нема примери што биле слични на овие од последната војна, ниту по размери, ниту по начинот како се извршени. Геноцидот врз евреите, прецизно применуван уште од самиот почеток на нацистичкото владење во Европа, се издвојува со својата педантност, со застрашувачките размери, со студената и промислена процедура и садистичка наслада. Основањето на Мајданек беше по иницијатива на централните полициски власти на Третиот рајх. По престојот во Лублин на шефот на Гестапо Хајнрих Химлер, командантот на СС формациите во Лублин го организираше градењето на логорот. При тоа беа прецизирани политичките и економските цели на логорот. Според Химлера, тука требаше да има од 20 до 25.000 политички затвореници, кои требаше да работат во работилниците и градилиштата на СС во Лублин. Идниот логор, познат како центар за масовно прогонување и убивање, требаше да служи како резервоар за робска работна рака. Беше изграден на 3 километри од Лублин, во близината на текстилните фабрики и индустријските постројки за оружје, на 270 хектари, и за 150.000, а подосна проширен и за 250.000 логораши. Логорот во основа имаше два дела. Првиот за администрацијата и СС командата и вториот за логорашите, поделен на 7 сектори. Вкупно имаше 22 бараки за живење и 2 за јавни потреби. Во секторот 5 беа сместени жените и децата. Околу целиот логор беа поставени 2 реда бодликави жици со висок напон и постојана вооружена стража. Логорот беше чуван и дење и ноќе, како и полињата околу него. Уште веднаш беа изградени 7 гасни комори, од кои 4 во бараките за бањање. Иако уште од почетокот Мајданек е концентрационен логор, до 1943 година го носеше името, а и така се водеше во германските книги како логор за воени затвореници. На 16 февруари 1943 година и официјално беше именуван како логор на смртта. Единствено Мајданек имаше логори филијали во Буцин, Близин, Радон и Варсовија. За време на 33 месеци, колку што работеше логорот, во етапи пристигнуваа затвореници од цела Европа, дури од 50 националности, од кои и многу југословени. Беа доведувани во херметички затворени вагони без санитарии. Логорашите беа натрупувани во вагоните и патуваа до логорот по неколку дена, без храна и без вода. По пристигнувањето, новодојдените прво ги очекуваше селекција, што ја спроведуваа СС лекарите. Целта беше само една. Секој што би можел да биде неупотреблив, малите деца, мајките со доенчиња, трудниците, болните и старците, веднаш беа отстранувани од колоната на живите и префрлувани во колоната на осудениците на смрт. Потоа ги доведуваа до овде, до бараката на која се уште пишува Bad und Desinfektion,
što bi značilo banja i dezinfekcija. Кога ке влезеа сите, зад нив се затвораше двојната железна врата, а тие чекаа од тушевите над нивните глави да потече вода. Меѓутоа, горе на покривот, СС екзекуторите ги отвораа капаците за вентилација и на наредбата наранете ги уфрлаа кристалите на цијанидот циклон Б. По кусо време, во комората ке се почувствуваше делувањето на гасот, а луѓето ке потрчеа кон вратата. Во настојувањето да излезат, тие гребеа по вратата, се туркаа меѓу себе. Смртта настапуваше по 5 или најмногу по 15 минути. Кога и последните крици ке замреа, тогаш се отвораа издувните вентили, а потоа и вратата на комората. Ова го правеше посебен одред составен од евреи кои подоцна и самите завршија во овие комори. Мртвите тела не беа носени веднаш во крематориумот. Следуваше уште една монструозна постапка. Специјалистите за обработка на специјално конструираната маса од камен ги положуваа труповите, ја сечеа косата, ги вадеа златните и сребрените заби и се друго што можеше да и користи на индустријата на Третиот рајх. Дури потоа ги одвлекуваа до крематориумот и ги спалуваа. Фабриката на смртта функционираше безпрекорно. Ова е една од печките извадена од крематориумот. Секојдневно доаѓаат тука луѓе, палат свеки и ги ставаат во печката за помен на своите блиски кои завршија во Мајданек. Во оваа барака денес се чува облеката на логорашите. Таа е позната и иста како и во другите логори. Панталони од платно во пруги и исто таква капа, платнени блузи што ги носеа и лете и зиме, а температурата овде во јануари достига до минус 35 степени Целзиусови. Бараките за спиење беа проектирани за 200 луѓе, меѓутоа секогаш во нив имаше по 800 луѓе. Во почетокот логорашите спиеа на слама, на подот, а подоцна, како што се зголемуваше нивниот број, се спиеше и на трокатни кревети. Дури во 1943 година беа поставени умивалници во бараките, но тие беа премалку за да се одржи и елементарната хигиена. Долната облека никогаш не се менуваше. Логорашите беа подложувани на секојдневна тешка и исцрпувачка работа и работеа од рано утро до доцна навечер без прекин. Многу често умираа во текот на работата. Исхраната беше сведена на минимум, само за гола екзистенција. Наутро половина литар чај без шекер, напладне литар супа, а навечер половина литар кафе и 200 грама леб. 2 пати неделно логорашите добиваа помалку коњско месо, парче маргарин и мармалад. Се на се во просек околу 1000 калории дневно. И најмалото непредржување на куќниот ред во логорот повлекуваше остри казни. Најчесто логорашите беа казнувани со камшикување. Бројот на ударите се одредуваше според тежината на казната, од 25 до 100 удари. Понекогаш ги казнуваа и ги бесеа за раце, ги ставаа меѓу двете жици за струја, а многу често ги принудуваа да ги влечат низ логорот овие 2 бетонски цилиндра. Гасните комори и тешките услови за живот не беа единствените причини за смртта. Уште во почетокот имаше масовни убивања со стрелања. Преживеаниот Јан Новак раскажува: никогаш нема да го заборавам 3 ноември 1943 година, денот на најголемата екзекуција во логорот. Никогаш не сум верувал дека може да постои таков ден. Уште рано наутро колони заробени евреи, скоро донесени во логорот, беа наредени на работ на една огромна јама, пред тоа ископана од самите нив. Од високите осматрачници се гледаа по 3 митралески цевки. На другата страна од јамата седеа неколку есесовци со машински пушки во рацете. Некој од нив пушеа и се смеа. Им нареди на групата спроти нив да влезат во јамата.
Во меѓувреме силни звучници врзани за бандерите трештеа фокстрот музика, со која наскоро се измешаа митралеските рафали и пискотот на убиваните. Тоа траеше се до досна вечерта. Така беа убиени 18.000 луѓе. Утредента повторно дојдов до јамата. Околу 30 луѓе ползеа надвор од неа, а некои од нив стаселе и подалеку. Некои беа се уште живи. Додека ова го гледав, пристигна една група есесовци. На преживеаните им наредија да ги однесет мртвите во јамата, а потоа и нив ги стрелаа. Луѓето мирно одеа во смрт, покорувајќи се на наредбите кои го забрзуваа нивното ликвидирање. Никој не молеше да го поштедат, никој не се обиде да побегне, никој не се спротивстави. Така функционираше монструозната институција Мајданек. За 33 месеци, колку што работеше логорот, беа уништени 360.000 невини луѓе. На 23 јуни 1944 година Црвената армија влезе во логорот и го ослободи малиот број логораши. Тогаш беа уапсени и 6 члена на СС гарнизонот во Мајданек. За своите злодела тие одговараа на процесот во Лублин од 27 ноември до 3 декември 1944 година. Тоа беше првиот процес на кој им се судеше на војните злосторници. Во Мајданек имаше постојан гарнизон од 1200 есесовци. До денес се пронајдени и осудени само 130. Меѓународниот суд ги казни виновниците за сторените злодела. Милионите жртви со тоа не се вратија. Но затоа станаа мементо на човештвото. За доброто на иднината, да не се заборави минатото. Auschwitz, Majdanek, Treblinka.